во продолжение одиме повторно на терен. Ми се чини дека веќе сме подготвени. Овој пат Цеца на лице место заедно со Ана Спасовска, диригентка, а зборуваме за традиционалните македонски песни со оркестарот Ајга, заедно со Ана и Игор Дурловски, кои што во сабота ќе бидат дел од програмата на Охридско лето. Започна спектакуларно Охридското лето, одлична и богата програма, но и многубројна публика. Ќе уживаат оние кои ќе бидат викендов таму, а во што по-конкретно се разбира во продолжение. Цеца, добро утро. Добро утро, Ивана. Поздрав до студиото и поздрав до сите оние кои што во моментов се на фреквенција на Телма, а и ќе бидат можеби викендов во Охрид. Еден од многуте настани во рамки на Охридското лето секако ќе биде и оној кој што ќе се случува во сабота. Конкретно спомена и ти, Ана и Игор Дурловски заедно со оркестарот Ајга ќе имаат можност да изведуваат традиционални македонски песни, а секако зад диригентската палка ќе биде токму оваа дама што утрово е заедно со нас, Ана Спасовска. На добро утро. Добро утро и благодарам на поканата. Така, во моментов сме во непосредна близина на МНТ, на Македонскиот народен театар, каде што денеска ќе има всушност и проба. Ќе се случува еден многу интересен настан оваа сабота во рамки на Охридското лето. Па ајде малку повеќе детали со оглед на тоа што ти ќе диригираш со овој оркестар, а секако едни од носечките улоги ќе бидат реномираните Ана и Игор Дурловски. Оваа сабота во Долни Сарај во 21 часот ќе се случи еден прекрасен настан на кој што нашите маестрални Ана и Игор Дурловски ќе ги изведат едни од најубавите традиционални македонски песни во аранжман на професорот Сони Петровски, кој што го поздравуваме. Аранжманите се направени навистина прекрасно, рафинирани. Јас ги поканувам сите љубители на класичната, меѓутоа и на традиционалната македонска музика, да дојдат и да го проследат овој концерт со оркестарот Ајга. Да. Велиш традиционална музика, убава македонска музика, но и од друга страна класична музика. Каков еден спој ќе се направи и колку или може ли да ни извоиш некои од песните кои што можеби луѓето ќе ги препознаат, да им биде чисто причина плюс да дојдат да си најдат карта и да дојдат да уживаат во тие изведби? Секако ќе биде Стојне Брестойне, ќе биде Назад калино моме, ќе оди кажи Ливе Стано, ќе одат повеќе песни, нели ти реков Доне Донке и така натаму. Исто така ќе имаме неколку интерлудиуми кои што се направени по овој повод од професорот Сони Петровски. За нас е навистина големо задоволство кога изведуваме македонска традиционална музика во класични аранжмани. Ние исто така имавме огромно задоволство да го изведеме Македонисимо проектот со Симон Трпчевски, на кој што максимално уживавме сите. Тоа беше направено, аранжманите беа направени од Панде Шахов, нашиот прекрасен композитор во Лондон, кој што исто така го поздравуваме. За овој концерт, како што кажав, сме со Ана и со Игор, ќе имаме песни од срцата, кој што беше насловен и нашиот концерт во декември, кој што 2 пати беше распродаден. Јас се надевам дека исто и овој концерт ќе биде полн и публиката ќе ужива. Не се сомневам дека ќе ужива не само домашната, туку и странската, со оглед на тоа што Охридското лето секогаш привлекува нели и странски туристи. Уште еднаш само да напоменеме, Долни Сарај е сцената, од колку часот започна луѓето со време да си набават билети, бидејќи секогаш кога се Игор и Ана во прашање, се бара билет повеќе, а особено сега во оваа комбинација со сите артисти или реномирани музичари тука во составот, верувам дека ќе биде една ноќ за паметење. Така е, ве очекуваме во 21 часот во Долни Сарај. Да, може ли, Ана, малку повеќе за оркестарот Ајга, со кој што споменавме ќе диригираш ти. Меѓутоа, ти си еден од основачите на овој оркестар и може ли малку повеќе да ни споделиш како функционирате, колку луѓе сте, бидејќи ми напомена и дека се менува тимот, се менува екипата, меѓутоа тоа е и добро до некаде да се работи со различни луѓе, со различни уметници и артисти. Така, Цеца, оркестарот Ајга всушност се појави заради недостаток на оркестри кои што изведува македонска музика, современа музика. Во тој момент немаше кој да ги изведе некои од композициите на денови на македонската музика, па јас, бидејќи се уште бев студент по диригирање, бев доволно амбициозна за да соберам некои од моите колеги и првично да се собереме како камерен гудачки оркестар. Меѓутоа, оркестарот навистина почна да функционира навистина добро и добивме покани од различни фестивали да настапуваме со нив
а на тие фестивали добивавме програма која што има потреба од поголем оркестар. Така ние малку по малку го надградувавме оркестарот за да стигне и до симфониски оркестар со кој што настапивме со Иво Погорелич, настапивме со Симон Трпчевски, со Кирил Трусов, на вистина големи имиња на класичната музичка сцена, еве сега и со Ана и со Игор. Настапивме на Експо во Јапонија. На вистина е прекрасно искуство да се работи со млади, талентирани луѓе кои што на вистина си ја знаат работата и кои што се посветени и нема поголемо поубаво чувство од ова да се креира музика со луѓе кои што сакаат да го прават тоа и сакаат да творат. Со кој што сте на иста бранова должина или фреквенција, размислувате исто, ја гаите истата љубов. Дали можеби со оркестарот следниот период ќе има уште некој настап? Сега за сега не смееме да откриваме, меѓутоа очекувајте нешто големо во декември. Добра, до тогаш ќе бидеме во комуникација, а на страна од оркестарот продолжуваш ти со твоите активности зад диригентската палка, како што многу пати сме знаеле да кажеме, ќе диригираш сега со овој концерт во сабота, меѓутоа повторно да кажам по Охрид се враќаш и во Скопје, бидејќи и во рамки на Скопското лето ќе има еден интересен настан, а по Скопското лето повторно ќе заминеш за Охрид и ние се радуваме многу пати вака на богатите програми културни лета што ги имаат градови. Паѓа да ни кажеш што ќе се случува за само некој ден, секако тука во Скопје. Така, на 24 јули во салон 1919 ќе имам чест да настапам како диригент со ансамблот New Bread. Така што истиот ансамбл на 27 исто можам да кажам дека и Алтус е името на ансамблот. На 27 јули на Охридско лето во 21 часот ќе биде концертот повторен во Света Софија. Значи, оно што ќе биде во Скопје, всушност ќе биде повторен во Охрид. За што станува збор, какви дела ќе се изведуваат во Скопје и во Охрид? Ќе се изведува различна музика, меѓутоа ќе имаме исто така македонски композитори, ќе има современи композитори, исто ќе има аранжмани на традиционални песни, меѓутоа ова е сосема поинаков пристап и исто така ги поканувам луѓето да дојдат и да чујат каков е овој пристап кон музиката, какви се овие аранжмани во различно руво. Ки имаш, Ана, можност да ја почувствуваш и скопската и охридската публика, иако охридската ќе биде мешана, споменавме ќе има сигурно и бројни туристи, но ме интересира со оглед на тоа што постојано се организираат во градовите вакви културни лета за да има можност луѓето, односно народот да дојдат понекогаш и бесплатно, нели, да уживаат на ваквите настани. Како реагира публиката во летен период кога можеби се сите малку поопуштени, кога им фали забава плюс да можат еве и конкретно на Скопското лето да уживаат во едни вакви магични настани? Па јас се надевам дека на луѓето им е мерак во овие горештини, да кажам, да дојдат и да слушнат нешто поинаково. Посебно што намерно е ставено времето да е 21 часот или 21:30, само за тоа да помине, нели, топлото и да можат луѓето на вистина да уживаат и да се препуштат на музикава. Нема нешто побаво од тоа, нели? Тоа е во Скопје, а во Охрид секако знаеме дека во Охрид е нашето најголемо летно одмаралиште. И таму горештините не треба да се пребродат, со оглед на тоа што секогаш во ноќите се многу попријатни, верувам дека дополнително ќе уживаат. И некаде пред крајот, Ана, со оглед на тоа што постојано патуваш, какво ќе биде ова лето за тебе, работно, исклучиво или ќе се најде време и за одмор? Моето лето почна навистина работно, бев во Париз на 2 седмици во радиото во Франција. Потоа најнеочекувано добив повик од Ерменија да работам со музичкиот директор на Royal Philharmonic Orchestra од Лондон, Васили Петренко, и Armenian State Orchestra, нели, во Јереван. Така што тоа беше дел од моето лето, што следува веројатно Романија. И потоа се враќам назад на моите студии во Америка, во Хјустон, уште една година до мојот мастер.
А до тогаш верувам уште бројни проекти ќе бидат дел од твоето портфолио или твојот живот и се надевам дека пред да заминеш или да се вратиш повторно во Америка ќе имаме можност да се дружиме и во студиото. Ти благодарам, те праќаме сега на проба за да не доцнеш и ги поканувам уште на гледачите да дојдат овој викенд во сабота во Долни Сарај да бидат дел од концертот кој што ќе се случува со Игор и Јана. Ти благодарам. Ти благодарам, Цеца, поздрав. Поздрав до гледачите, нека биде ова една убава и пријатна покана ако викендов се наоѓате во Охрид да бидете дел од она што ќе се случува на сцената во Долни Сарај. Се разбира оркестарот Ајга со Ана и Игор Дурловски ќе изведуваат стари македонски традиционални песни секако со класични аранжмани. Ќе биде еден дефинитивно настан кој што ако сте во Охрид не треба да го пропуштите. Тука се одјавуваме, останете вие на фреквенција на Телма телевизија до 10 часот трае утринската уште неколку содржини заедно со Ивана. Така е, благодарам Цеце. Уште една покана до нашите гледачи да уживаат особено во Охрид, ми се чини најдоброто место кога е овие летни топли денови, а можноста и за ваков еден концерт во рамките на Охридско лето, уште едно посебно уживање.